Електронското пријавување за новите средношколци е започнато од 16 јуни, а од утре учениците своите документи можат физички да ги достават до училиштата во кои ќе аплицираат, посочуваат директорките на средните училишта. Доставата на документи до училиштето со физичко присуство ќе трае од 20 до 25 јуни. Истакнаа дека на 26 јуни од училиштата ќе се објават конечните резултати, што значи дека на тој ден учениците ќе имаат можност да видат нова ранг листа на која се наоѓаат. Веќе е во функција електронската апликација за пријавување на 9 оделенците, а на 20 ќе може да доаѓаат и во нашето училиште, каде што ние ќе им помогнеме, ако некој не успел да се пријави сам дома, ќе ги провериме документите и веќе влегуваме во една интересна и убава фаза на уписи кога ги испраќаме матурантите, меѓутоа со големо нетрпение ги очекуваме и новите ученици. Ние имаме 3 струки: машинска, електротехничка и туристичко-угостителска, и во рамките на овие 3 струки имаме 11 профили, ги има објавено на Facebook профилот на нашето училиште, може да видат, ако некој не му е јасно да дојде да праша и така. Директорките на средните училишта истакнаа дека со натрпение ги очекуваат новите ученици кои за прв пат ќе седнат во средношколските клупи. Додаваат дека сите оние ученици кои ќе се соочат со било каков проблем при електронското пријавување да се обратат во училиштата каде ќе им биде укажана помош при упис. Крај државната матура ние веќе започнуваме и со уписот на ученици во прва година. Системот за електронско пријавување преку e-услуги.mon.gov.mk е отворен од 16 јуни. Веќе од 20 јуни учениците ќе можат целокупната документација да ја достават во училиштето и овој уписен рок трае од 20 до 25 јуни. На 26 јуни ќе биде објавувањето на конечните резултати од страна на училиштето. Веќе на почетокот на јули, односно на 1 и 2 јули, сите ученици кои не успеале да се запишат во првото пријавување, тоа ќе можат да го сторат во тој термин исто преку електронскиот систем. После медицинска сестра, забен техничар, фармацевски техничар, физиотерапевски техничар и гинеколошко-акушерска сестра. Сите ученици кои ќе се пријавуваат во средните училишта, важно е да ги приложат свидетелствата од основното образование и изводот на родени. Инаку сите ученици кои на 26 јуни нема да се најдат на ранг листата на примени ученици, може да аплицираат и на 1 или 2 јули годинава.